Маријан, ти благодарам денес што одвои време да бидеш дел од новиот проект на Гламур Кафе Муабети. 30 години на фолк естрадата. Од денешна перспектива, очекуваше дека толку хитови ќе имаш, дека толку песни ќе отпееш, дека ќе станеш едно име препознатливо, Маријан Коцев? Искрено ништо не очекував уште кога почнав да се бавам со музика. Нити сум копнел дека ќе бидам нешто или дека ќе имам толку песни хитови што се вика или ќе имам кој знае каква кариера. Едноставно почнавме заедно со брат ми, јас сум негово откритие. Првично јас бев бубњар, табанар, и после со оглед на околности дека пеачот треба вокал да биде напред, по негова иницијатива, сега доста со тапаните, сега ќе свириш бас гитара и ќе пееш нормално, треба да се биде фронтмен напред. Така дајте таа воља и голема желба према музиката. Си го направи патот свој, се истрасира, огромна поддршка и помош од мојот брат. Исто така и од Сашко Велков, морам да го споменам, по неговото враќање од Канада. Значи, влијание големо исто има и Сашко Велков за мојата кариера. Може би не е негова прва песна, али е Бекре Љубовчија, трета песна во мојата кариера. После свадба правам јас, значи, помошта е взаемна и од мојот брат и од Сашко Велков на тие почетоци. Сега, не знам дали сами го трасираме патот, сами го правиме или тоа е Божја работа, не знам како да кажам, не знам што е поточно, но ете, помина и повеќе од 30 години. Така да. Јас кариерата ја започнав 94-та, значи 31 година, професионално, а иначе со музика од 91-та. На 16 години. На 16. Првиот банкет одсвирен. Не можам точно да се сетам. Може би и немав ни 16 години. Може би бев и помал. Групата што имаше мојот брат, ми фалеше еден член, така да јас не дека бев соодветно замена, морав и не издржав цела вечер. Но ете, тоа беше мој прво искуство. Да се и со колеги, и со публика, со гости. Солзи нека присушат беше твоја прва песна? Прва беше воопшто снимена Чија ли си девојко? Така. 94-та. Тоа е една песна на Тодор Трајчевски и Норце Сафировски. Песна која што беше припреми за учество на фестивал. Значи, после втора и на Цветници, 94-та, а 95-та е Солзи нека пресушат и прв настап на фестивал. 95-та. И веднаш стана хит. Па неочекувано. Неочекувано. Таа година беше моја година. Песната на Драган Вучич, текст Весна Вучич и аранжман Куси Минуќ. Морам да кажам дека таа песна, уште која ја чув, заедно ја слушавме, јас и мојот брат, готово, нема да минуваме ништо, таа е таа песна. И кога одевме на пробите беа, значи, пола година пред самиот фестивал. Значи, од ова време, ноември-декември, имаше проби за Цветници фестивал. Значи, пробите ни беа уште 94-та за додека дојде времето на самиот фестивал. Имаше и дружби, имаше и колегијалност и многу убави песни. Тоа време хитови. Така да Солзи врели е мојата лична карта. Така. Интересно е што сега уште повеќе се бара од пред 20 или 25 или 30 години. Исто така и песната Ти само ти е така голем хит и некако мислам дека најбарана и најслушана од најмала до најголема возраст, така? Па тоа беше целта. Тоа беше целта за Ти само ти. Значи, најголеми суди се најмалите. Значи, ако помине кај најмалите, без никакви предрасуди ќе помине и кај повозрастните. Многу добро помина и се уште актуелна. Морам да кажам дека мене дури ми
и досадна, некој пат се пее 2-3-5 пати на вечер. И ми е и некој пат малку тешка, затоа што е захтевна песна, моќна песна. Да. Таа песна на мојот брат. Значи, ако е Солзи нека преш 95-та, ова е 2004-та, Ти само ти, има 20 години, се уште е актуелна и мислам дека ќе остане. Како еден безвременски хит. Ми се чини дека ти си еден од ретките пејачи на кого секоја песна му е хит. Има ли некоја што не е хит? Има некои песни што јас воопшто не ги форсирам и сега сакам да ги преснимам, така во едно. Не да ги менувам кој знае колку аранжмански, тука некаде мора да се остане песната, но ете, малку да ја освежиме, да ја обновиме, малку аранжманот можеби да се смене. Има многу такви песни кои што доправо ќе се снимаат. Да кажам дека и Солзи нека преслушате, ја преснимав комплетно, готова е, кај Бубе. Во неговото студио, аранжманот е сосема ист. Пеењето е тука некаде. Сега сакам да правам и еден убав спот за неа. А исто така има многу песни кои што сакам, што спомнам да ги преснимам, да ги едноставно освежам. Има доста. Не се само, значи, Бекри Љубовџија, Љубовен танец, Солзи нека пресушат, Ти само ти, Запете браќа. Има уште многу други песни, можеби кои што се повредни, помоќни, но ете не поминали. Сега бараат да се послушат некако, не знам, поедноставно за да дојдат до увото и до окото на гледачот, на слушател. Ќе ги очекуваме и се надевам дека нели ќе бидат како и сите оние твои песни кои што си ги имал досега ќе бидат одлични и ќе ги се надевам дека ќе ги уште повеќе ќе ги дознаат оние кои што еве можеби не знаеле за нив. Да те навратам во детството. Некако Маријан детството го помина во Кавадарци со своите родители, со братот. Имаше малку поинакво детство од другите врсничиња, заради нели она што се случи на 7 години заради дијабетесот. Во една прилика ќе кажеш дека ти толку многу стресно не си го доживел тоа меѓутоа твоите родители ти како верувам дека навистина им било многу тешко кога слушнале за тоа. Како го помина тој период, еве ти како дете, што паметиш од тој период? Има некои слики ги памтам како вчера. А доста од некои моменти се скроз забораени, како едноставно на ништо не сеќам. И сега јас од кога станав татко, од кога ќе осети човек како е родител и како е грижата за своето дете, јас, значи, дури сега сватив како е било на моите родители. Дете како дете, со игра, другарство, другари, школо, времето си тече, минува. Тоа што секој утро ми било мене утро инекцијата. За мене било болно, можеби оној уботот од иглата, тоа е секунда две, али после тоа се заборава. Но мајката што го правила тоа и татко и брат ми што го гледале секој ден, сега ја сваќам ситуацијата како и било на нив. Како они го поминале тоа време и како го поминувале. Па контроли секој месец и денес за Скопје, вака ќе правите, така ќе правите, онака ќе правите. И тоа со години. Како си сега? Дали исто внимаваш? Се е во ред. Внимавам некако тогаш, но знаете, јас сум дете кој што се учи многу брзо на грешките. Но морам да кажам дека иако сум бил тогаш многу мал, бев многу послушно дете, патриархално воспитание. Ако ми било кажано не смееш и не смееш, готово. Нема втор пат. Тогаш бев многу дисциплиниран и мислам за тоа и успеав да победам. И кога ќе се изгори човек на топло, јас се уштедувам и на ладното што се. Во едно интервју велиш дека ако на никого му треба помош како да се справи со овој проблем, слободно да ти се обрати, па дали ти се обраќаат се уште луѓе и претходно ти се обраќале? Да.
Што им посочуваш, дека е најважна исхраната или? Прво лекот е кај нас. Да. Лично кај нас и во секојдневието. Значи, од дигање од кревет до легнување. Значи, не е само во храната. Што се пие, како се пие, колку се пие, сонот. Значи, има многу битни фактори и многу мали, ситни, кои што ги занемаруваме, а се, да не кажат, многу битни моменти. Има луѓе што ми се јавуваат од најразлични години. Има некои се скептици, некои веруваат, некои не. На некои ќе му кажеш дека не сме тоа. Готово, ја не можам така и од сам старт се откажува. Тоа е една катастрофа, јас би ја нарекол. Веќе ако бараш помош, прво треба да веруваш во тоа, да веруваш во себе и да кажеш во пример, од денес или од утре имам еден нов поредок во мојот живот. Ако сакаш да постигнеш нешто, ако ми се јавуваш само формално, ми треба помош, добро, викам, ако ти треба помош, јас сум тука, но прво, ако некој треба да помогне на тебе, тоа си самиот ти. А јас, она што ќе го кажам, ако ти не го имплементираш секојдневно, џабе се слушаме, да. Залудно е што разговараме и ќе губиме време, јас на тебе и ти на мене. Дијабетесот не е некој проблем кој што треба, како да кажам, да се занемари, заради тоа што и навистина веќе и појавата на зачестеност на дијабетес е многу, како да кажам, загрижувачка. Бројките се алармантни. Да, алармантни и уште повеќе што не е само кај повозрастната популација, туку Не се бира јавува веќе дури и години. кај бебиња и Не бира веќе години. значи што мислиш, еве од твоја перспектива, може ли некако да се делува, да се превенираат работи? Може, јас на едно интервју, мислам дека беше за македонска радио телевизија, кажав, но верувам дека никој ме нема озбилно сватено, значи треба, ајде да ја кажеме болница, од 100, 200, 300, 500 легла и не може за 5 дена девојка, дечко што ќе добие диагноза дијабетичар, одма да се воспостави дека е дијабетичар и одма за 5 дена еве ви мајка, татко, не е битно, листа, кобајаги листа на исхрана, инсулин, нека прима, може све да јаде, најголема глупост што сум слушнал, нека ме извинат белите мантили, тоа е сосема грешка. Еве ви листа, нека јаде што сака, нека пие, ако нормално, ако се качи шеќерот, повеќе инсулин, ако падне, вика, не може да не прима. Тоа е тотална катастрофа. Тоа така не важи ке дијабетис. Јас дури бев спремен и да не јас да бидам доктор или јас да бидам главен, не сакам јас да бидам главен. Неки пат не патам на такви комплекси, да бидам некој нешто, туку сакам едноставно да помогнам. За жал, спомнавме, бројките се секојдневно, катадневно, се погоре и погоре, за жал, тоа стресот си го прават, но би сакал да имаме на таква институција која што би помогнал. Гарантирам дека ќе помогнам, затоа што со неколку деца што имам работено и се уште работам секој ден, тие се веќе имат откачено од дијабетесот и од инсулинот. И зборам за инсулин кои што примале високи бројки, многу единици. Браво. Но медицината некако не сака да го прифати тоа, не му За жал, да. Понекогаш не прифаќаат некои работи што се корисни. Би сакал да имаме една таква Ајде мисија да наричаме. мисија, ајде, да биде така нешто. Ајде да се надеваме дека еве ќе допре до оние кои што се нели одговорни за тоа, дека можеби ќе искомуницираат со тебе и ќе те повикаат еве во некое можеби од здруженијата кои што се одговорни или било како. Слободно, нека ме исконтактираат, јас сум увек расположен. Било каде, да можеш да помогнеш, да. Да.
2014 го направи јубилејниот концерт, кој што навистина беше многу емотивен и успешен и ми се чини дека треба да направиш повторно. Се спрема. Беше посветен на твојата мајка. Вечна да си мајко е песната посветена на твојата мајка. За жал понекогаш животот знае нели да ни заведа некои, како да кажам, удари кои што можеби не можеме да ги поднесеме и ќе се носиме со болките цел живот, меѓутоа еве вака од оваа перспектива знаеме нели што се помина твојата мајка со оној проблем со болеста и сето тоа. Од оваа перспектива какви спомени имаш за својата мајка? Што вака кога ти се сетиш на неа, што прво ти паѓа на ум? Што ти недостига? Нема нешто што недостига. Мајка е мајка. Многу песни се окреани за мајка. Значи, мајка е нешто најсвето на овој свет. Мајката е се. Ние сме, децата сме најголемо богатство на мајки. Мајките се се и се што на своите деца. Почнувајќи од дијабетесот, мојата мајка беше најголема жртва за мене. Значи, сето на време, она беше се. И грижа, и многу лоши денови, многу премрежја, што се вика, и ноќи непреспани, и доктори, болници, со неа. Она беше се. И многу ми е криво што ја изгубив многу рано. Имав една желба, барем да дочека едно внуче од мене, но не го дочека тој момент. Ете, на свадбата беше во количка и тоа ми беше една од желбите, барем едно да заиграме со неа, но не можеше, она беше веќе 2 години. Кревет во постел и таа помисла ме убиваш. Да чекав дека ќе стане, залудно ќе беше тоа чекање и морав да правам свадба. Но имаме многу моменти, и убави и лоши. Така е, да. Треба човек да се носи со се, тоа е животот. И до ден денес кога одам во куќите во Кадарци, има многу спомени, многу. Милиони. Што ти недостига овде во Скопје, што го имаше во Кавадарци кога живееше таму? Што? Младост. Нешто што брзо минува. Младоста секогаш брзо минува. Не знам дали ќе се сложиш со мене. Брзо. Кога бев 20 години, тие што беа сега на моја возраст, примерно 50 година, мисле дека беа стари. Јас сум сега 50. Стар не, може са човек никако. Ми велеа, Маријане, уживајте во годините, шетајте, правете спомени, затоа што годините што следат, тие можности, можеби не дека нема да имате време, но не како сега, кога сте сами, кога сте без обврски, немате фамилија, немате жена, немате деца. Уживајте, шетајте и гледајте пасошот да има што повеќе печати. Затоа што само спомените останува. Еден ден ви ќе жалите за младост, но ќе ја нема. Полека, се повеќе јас сватам песната Коштан. Значи, таа не е песна, тоа е енциклопедија цела. Точно така, да. Порено, се чудев зашто луѓето ја бараат, значи, зрели луѓе во 60-70 години, ја знаеш и Коштан, ако не знам цела, да. И некаде прва, втора строфа, луѓето плачат. Не ми беше јасно, зашто плачат. Ама сега, како напаѓаат годините, 3-0-4-5, веќе потполно ги разберам луѓето. Зошто? Значи, има само една жал за младост, за ништо друго. Так. Има спомени многу од таа куќа, кога се вселивме 89 година. Имаше многу убави моменти, спомени со имендени, со матурски, со дипломски, со музики,
со Свети Никола кога сме ставеле, тоа не било Свети Никола, тоа било име ден од 200-300 луѓе, што интересно беше, кај нас сите завршува на крај, затоа што знае, кај нас сите останува, немаше крај. Едноставно инструментите, уходники, Цело време со свиревме музика. до сабај, до 6, до 7, до 9, до 10. Ама сега пак од оваа перспектива е да убаво е тоа што имаш семејство, сопруга, 2 дечиња, Киркичка и синче. Се во своје време. Така да, интересна е вашата приказна, си ја разкажал многу пати, меѓутоа ајде накратко и за Гламур да ни кажеш. Велиш, кога ја погледнав, таа беше, знаев дека таа ќе биде таа, нели? Тоа беше љубов. Многу брзо, после 6 месеци веќе ја запросуваш. Билјана. Тоа се случи на Свети Пантелеймон, може би ете и свето место. Иако не ми се одеше тој ден на таа свадба и времето беше многу лошо и сегашните кумови што не се, они беа мои гости, сакав некаде да одиме, да си поседиме. Тоа што беа само многу блиски пријатели. Едноставно да уживаме. И му викам, луѓе, јас имам сада, морам да одам, вие ќе си дојдете со мене. На друга маса ќе седите, ќе си уживате и музика. Ако немате попаметни идеи, одете некаде на друго место. Не, ќе идем с тебе. Така се случи. А бидејќи не сака да се пијат винци, јас ги возев, отидовме горе, се наместивме, се сместивме. И гледам дама во фустан. Гледам. Си реков, тоа е тоа. Значи, постои љубов на прв поглед. Па ете, имам. Сега дали судено, не судено, не знам. Едноставно се случи. Се запознавме. Вечерта отидовме на музика и почна нашата приказна. Со што те освои Билјана најмногу? Освен изгледот, нели? Кои карактерни особини ти се така? Најмногу сакам скромност кај човек. Она е карактер силен, амбициозна, вредна, силна. Се што треба да има една жена посебно. Значи, повеќе особини. Затоа и тие наши карактери се пронајдоа, затоа сме заедно. 15 години во брак сте. 15. Многу често слушаме дека навистина и разводите се во подем. Ти се согласиш со мене. Ми се чини дека многумина можеби бракот или не го сваќаат сериозно или пак многу брзо се откажуваат, не се борат. Па што е клучот на успехот? Што треба човек да направи за да опстои бракот? Значи, не треба понекогаш изнад првата караница или да се откажуваме. Првично мислам проблем кај сегашните бракови е недоволната зрелост. Воопшто и кај едниот и кај другиот партнер. Прва е зрелост. Значи во брак не се пристапува ајде сега, немам што да правам, па ќе правиме свадба. Порано мислам дека иако се зимале на помлади години, биле многу позрели од што се сега. Сега го немаме многу социјалниот живот, ја немаме комуникацијата. И веќе направа такава на втората и веќе доста, како доста. Може би биле 3-6 месеци брак, не е доста. Доста е 30 години, па да речеш нешто не бива, па ете, ајде спасот ќе бараш во, не знам, самотија или... Али... Треба многу трпение, многу толеранција. Треба и толеранција, да се толерира, да се преспие, да се издржи. Не дека и ние сме немале проблеми краници, секаде има, да бидем јасни. Многу пати и јас ќе преспијам, па ќе се извинам, истото се случува на другата страна, па ќе преспиеме. И секоја кавга или било што се прави разговор у 4 очи. Така се решават, мислам, проблемите. Не само брачните, сите. И деца, или за школа, или за, не знам, стамбени прашања. Мислам дека се
сведува на еден убав, озбилен, зрел муабет во 4 очи. Има ли разбирање за тоата професија? Знаеме дека вие музичарите, нели, нема празник, нови години, патувања, концерти, надвор. Бијана беше... Колку треба да има човек разбирање за она што сте вие музичарите со вокалните, со интерпретатори? Првите 7 дена со Бијана ние си кажавме се. Така. Значи по 20 сати. Многу спиевме. 7 дена по 20 часа се. Она беше запознаена и знаеше дека не дека мојата професија, мислам дека има и уште потешки и поголеми отсуства има од нашата професија. Беше спремна, беше запознаена, дека може ќе бидам тука, може ќе ме нема. И тоа си го знае денеска. Нема љути, што е тоа. Значи има разбирање и затоа и бракот обстојува и затоа. Вака, така изгурав. Ете така, да се прославите што многу јубилеи по вашиот брак. Дечињата, веќе критичката колку има 12 години, мисля че има. Синчето 7. Знам дека Маријан секогаш кажува дека израснал во патриархално семејство. Дали и вие сте такви родители на вашите деца, на што ги воспитувате, што ги учите? Како ги воспитувате? Ја се била тука некаде на сличен начин сме воспитувани и многу пати кога караме или кога зборуваме, дури и исти зборови употребуваме, исти модуси. И само се погледнуваме како да сме се договарали, независно дали е Данил или Дуња или машко или женско. Нема разлика, воспитувањето се однесува исто, како на едниот, така и на другиот. И јас сакам да бидат воспитани као нас и тие така да воспитуваат. Да бидат оживливи, да се играат, нема карање, нема караници, поготово во школото или кога ќе дојдат да се играат тука пред двор, сакам да бидат и мислам дека има ете каков таков резултат. Имат ли талент за музика? Или, ајде, Дуња е можеби поголема, можеби повеќе можете да процените дали има. Добро. Дуња има, тоа го открив ја уште на 3-4 години. Така. Седиме вака во едно кафанче и ручкавме кебапчиња. И во позадина имаше една музика и ја слушам само. Се доближувам до неа, и она на многу точно, а си викам готово. Дуња веќе има амбиции да биде нешто во неа. А синчето? Данило Уште е малек. Сака телефони, техники, не знам, ќе видиме. Така. Мада Ќе нешто. си покаже време. Ликовна уметност не го интересира околу цртањето, а Дуња веќе оди на музичко, оди на солфеж, свири гитара, лека полека, па ќе видиме. Има време. Ајде сега малку да позборуваме за она што е твој дел од животот, музиката, неизбежна, значи нешто што еве 30 години ти е секојдневие. Време е веќе да не почестиш со еден убав концерт, да уживаме сите во твоите песни, па ќе се случи ли тоа, бидејќи еве гледаме и од колегите од фолк естрадата веќе почнаа некако, ми се чини, се разбудија и прават концерти. Јас после тој јубилејниот 20 направив уште 2018. Значи концерт не мора да има повод, не мора Точно, да да. има јубилеј. Сакав и 25 годишнината да ја завршам со 25 концерти низ целиот свет кај што сум бил. Ја почнав таа мисија цела 19-та година, почнувајќи од Перт, таму беше првиот концерт за Австралија, тука низ Европа, и сакав да ја продадам таа мисија и 2020, но не фати короната и таа мисија не успеав да ја завршам со 25 концерти. Минатата година некако летна, имаше многу работа и уназад таа 23-22 после корона. Сега закажам концерт за следната година, октомври месец, значи 2026.
Сите мои песни така ги свика. Црто. Каде ќе биде, ќе отидеш или? Ќе биде во Македонска опера и балет. Добра. Има време, ќе видиме што, како, дали ќе има гости, кој ќе биде оркестар. Има време, но полека се спрема. Значи, следната година ќе има концерт. Баш ми е драго што го слушам ова, во однос на некоја нова песма, освен она што го потенцираше на почетокот дека со нови аранжмани ќе ги направиш некои од твоите песни, дали некоја нова песна спремаш? Има и тоа, се спрема да помине само ова новогодишна еуфорија, бидејќи сите се фатни колеги, а за да се снима песна, јас не сакам, значи, баш со една машинка да се снима, све сакам сето да уживо да се снима, сакам колегите да се слободни, да се снима убаво, одморени, така да нека помине ова новогодишна еуфорија, па повторно студио, и ќе има и нешто ново, и нешто од постарите нови. Возобнови. Нешто што, како за крај би сакала да те прашам, како болна тема е тоа дека нашите изведувачи, домашните изведувачи некако многу не се ценат доволно. Кога разговарам со некои твои колеги, велат до нас се треба повеќе да работиме. Што мислиш ти? Има промени секаде, и кај изведувачите, има некои проценти во медиумите, значи, како држава 2 милиона жители, немаме многу ТВ канали кои што пласираат само музика. Ако земеме пример по комшиите, он има 10, 15, 20, 50 канали, ТВ збора, не радио, имаат и нон-стоп се форсираат на музика. Кај нас имаме 1-2 канали. Во телевизија ја нема. Има ТВ и Балкан ТВ. Во ред, тоа е сето окей, што они се грижат да работат, но сепак тоа е малку. Значи треба повеќе. Има уште еден проблем, што многу компонираната музика не е доволно квалитетна. Мене ми вика, Маријан, зошто твоите песни, моите песни во ред, авторите си тука, но додека таа песна мене не ми се свиѓа, јас снимам. Може би у фиоката ќе стои 3, 4, 5, 10 години. Имам уште песни, имам 15 песни што се во телефонот, се стари по 10, 5, 8 години и уште не се снимани. Ама ќе се снимат, јас кога ќе бидам задоволен, кога ќе ми се свиѓа комплетно и текстот, музиката, тогаш ќе снимам. Значи, повеќе има квантитет отколку квалитет. И се чини дека навистина е тоа така. Треба последно време, да. Внимателно да се прават песните, поготово не само во фолк сцената, и во поп сцената општо. Општо зборам за комплетно цела музика. Дали е класика или джез или народна или забавна, треба многу време да се посвети за една песна да се направи да биде добра, затоа што сме окружени од милион други работи. И од добри, и од лоши, и од реклами. Така да една песна за да му се свиѓа на некој треба стварно и да е добра и да се добро изрекламира. Значи, постојат многу обкружувања кои што треба за да една песна биде добра, треба време. Треба време. Сега да не беше братот Коки, во наводници, Маријан не ќе беше, нели можеби ова што е денес. Точно. А ако не беше ова што е денес, Маријан што ќе беше? Пред некој ден баш си го поставив тоа прашање. Добро, ако не ќе бавиш со музика, што ќе бев јас? Кога бев, значи во тие години, 6, 7, 8, 9 години, взимав батерии, па нешто ставав, моторчиња, струи, батерии, светла на тие колички, нешто со електро би се бавил, техничар, електроника, не знам, нешто со струјата. Но сепак остануваш да си бидеш она што си и навистина јас те следам, нели, од почеток па до денес и навистина секоја чест за она што си ти, не само како вокален солист, како пејач, туку и како човек, еден скромен, еден човечен
приземјен, што е многу важно за една личност да ги има сите оние особини, не само нели како пејач, туку сите особини и на еден голем човек. Маријан, ти посакувам многу успех во понатамошната кариера, ти посакувам успех во оној концерт што го планираш и секако ние сме тука повторно за се што треба, нели, да направиме повторно еден разговор, па да кажеме да гледачите она што е ново од тебе. Благодарам во секој време и се надам дека следното интервју ќе има уште повеќе теми за разговор, повеќе новитети. Ете тоа нека биде пример и после концерт. Да направиме една ретроспектива. Сигурен сум дека ќе има и нови песни на тој концерт во октомври 2026. Па исто ќе се направиме едно кафе лав муабет после концертот. А до тогаш, бидејќи еве сме пред новата година, сите гледачи посакувам пред се поздравија, среќа, береќе, успех на секој поле. Чувајте го здравјето, сакајте се, дружете се и слушајте музика за доброто на сите вас.